Високи казни и обврска за плаќање на штетите за сите кои уништуваат јавна опрема, планира министерот за локална самоуправа Златко Перински. Како што посочи тој во денешната изјава, целта е да се превенираат девијантните однесувања на граѓани кои што оштетуваат опрема поставена со парите на граѓаните. За таа цел Министерството за локална самоуправа предвидува имплементација на комуналните редарски служби во системски закон, кој што ќе даде основа и обврска во иднина сите градоначалници да имаат систематизирано редарска служба. Министерството за локална самоуправа предвидува имплементација на комуналните редарски служби во системски закон, кој што ќе даде основа и обврска во иднина сите градоначалници да имаат систематизирано редарска служба, а тоа пак нам, како креатори на локалната политика, ќе ни даде можност, заедно со останатите чинители во рамки на владата, како што е Министерството за транспорт, да интервенираме во останатите два закони кои што ја детерминираат оваа област, а тоа се Законот за комунална чистота и Законот за комунални дејности и Законот за јавна чистота, каде што се практично опишани сите оние казни во делот на оштетување на или да речеме повреда на овие закони. Тука планираме да направиме одредени измени, да ги зголемиме соодветно казните и на тој начин пред се да превенираме девијантни однесувања од страна на нашите граѓани. Со ваквите закони, секој оној кој што ќе ја оштети јавната опрема ќе биде задолжен финансиски во целост да ја врати инвестираната сума, додава Перински. Да ги зголемиме казните кои што практично треба да се издаваат кон граѓаните, да предвидиме и соодветен механизам, оној кој што ќе оштети урбана опрема да може и да финансиски да ја врати во целост инвестираната сума, се со цел да се превенираат вакви несоодветни однесувања. Комунална полиција не може да се воспостави во Македонија заради тоа што таа не може да се воспостави преку Законот за локална самоуправа. Полиција во Република Македонија се уредува со други закони. Значи, тука не може ниту градоначалник, ниту министар за локална самоуправа да интервенира. Суштината е да се превенира девијантно однесување на граѓани кои што оштетуваат опрема поставена со средствата или парите од сите нас како граѓани. Според министерот Перински, само на ваков начин би можело да се спречат несоодветните девијантни однесувања и да се создаде општа култура кај граѓаните.